Предложените измени на кривичниот законник треба да бидат доработени и прецизно да ги дефинираат делата кои ги офаќаат. Професори, адвокати и граѓански организации ги представија забелишките за измените на КЗ на јавна дебата во парламентот. Сите се согласни дека измените од 2023 со која се намалија казните за функционерите донесоа штета, но за дел од нив овие измени се правна гимнастика. Главните забелешки се за членот 353 со кој се регулира злоупотребата на службената положба. Сепак позитивно беше оценето враќањето на ставот за одговорноста за злоупотреби во јавните набавки. Но она што е навистина скандалозно е временско ограничување за конфискација на имот на само 5 години наназад. Сега да прашам, дали криминалот застарува во моралната свест на овој народ за 5 години? Па што ако некој се збогатил, украл, направил некоја голема штета и пред 7, пред 10, пред 12, не знам колку години. Тој рок треба малку да се, да се обмисли паметно. Сакам да го поздравам ваквиот текст и сметам дека со усвојување на вакви измени ќе успееме да се вратиме на нешто што можеби имавме некогаш, барем теоретски, и треба сериозно да се заложиме за борба против секоја корупција. Дел од граѓанските здруженија реагираат дека во делот на злоупотреба на јавните набавки наспроти тврдењата на предлагачите не се заострува, туку намалува казнената политика, се ограничува и имотната корист. Старото решение во кое се велеше кривично дело сторено во вршење на јавните набавки или ако сакате во спроведувањето на јавните набавки, нивната реализација, тоа е тоа што на нас ни е потребно ако навистина сакаме да ја засилиме борбата против корупција во јавните набавки. Точно се враќа искористувањето на службената положба како дејствие на сторување на кривичното дело, но користа која што се стекнува се сведува исклучиво на имотна корист. Ова е спротивно и на предлог регулативата на Европската Унија која што се однесува на борбата против корупција, каде се охрабруваат државите да ги инкриминираат сите неконвенционални форми на корупција, вклучително и стекнувањето на корист која што не е од имотен, од паричен карактер. Предлог законот на кривичниот законник е поднесен од страна на мнозинството, а целта според нив е отстранување на слабостите по измените направени во 2023 во која се намалија казните за функционерите при злоупотреби на службената положба. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија.